Следите, Трилинг издање во кое имаме 3 дами. Сите се професионалци во својата сфера. 2 универзитетски професорки и третата писателка, издавач. Овогодишна добитничка на наградата Роман на годината за 2025. 3 Мари од Оливера Ќорвезировска. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добре најдов. Господја Ќорвезировска, романот 3 Мари содржи 3 самостојни приказни за 3 различни жени кои носат исто име, кои, меѓу другото, се соочуваат со проблемот околу грешките кои што ги направиле во текот на животот и се, освен дамите, претпоставам дека грешат и мажите. Без друго, без друго. Овие дами не погрешиле, всушност ликовите сите 3 Марии, туку во моментот на случување на романот грешат. Значи грешката не е нешто што е направено еднаш, туку романот се занимава со последиците на грешките во моментот на случувањето. А и што е грешка? Грешка не е некој престап што знаеме дека се случува, туку грешка е можеби погрешен избор, погрешна одлука. Нема осуда во овој роман воопшто. Кој повеќе се травматизира? Дамите или мажите? Па перспективата на романот е од страна на жените, нели? Гласовите се женски, иако романот го напишав во 3 различни гласа, значи раскажувачки. Едната Марија ја раскажав сезнајно, втората Марија во прво лице ја раскажав и третата ја раскажав во второ лице. И различниот пристап на раскажувањето со различна раскажувачка позиција, мислам дека ги осветлува психологиите на жените од различни аспекти, кога сме блиску до нив, кога можеби сме ние една од тие, или кога зборуваме за некој подалечен човек. 3 Мари е роман од нашето време, ова е своевиден омаж за Славко Јаневски. Да, да. Ова е омаж на Славко Јаневски, на неговиот познат роман 2 Мари, кој што долги години беше и лектирно издание во средните училишта. Романот на Славко Јаневски од 56-та година. Мојот роман не е ремейк, не е продолжување на романот на Славко Јаневски, меѓутоа секако дека тргнувајќи од насловот, а потоа и во други елементи во содржината, еден вид чествување на делото на Славко Јаневски, а преку него и чествување на делата со кои што ние, сегашните македонски писатели, сме израснале. Вашето творештво опфаќа раскази, романи, детска литература. Во кој жанр пред се препознавате? Што најмногу ви лежи? Што преферирате? Најмногу книги имам објавено со раскази, најмногу збирки раскази и долго време сметав оти расказот за возрастни е мојот, како што нарекував метафорично, венчален книжевен жанр. Меѓутоа имам и романи за деца, почнав да пишувам и романи за возрастни. Пишував за деца кога моите деца беа малечки, па мислев дека тоа е само долг на мајчинството. Меѓутоа не би рекла дека е така, бидејќи ве последнава година почнав повторно да пишувам за деца, иако не бев пишувала 30 години. Не можам да кажам дека венчален жанр ми е расказот, меѓутоа расказот е она што ми било најблиско во процесот на развивање на творечката работа. Последниве години повеќе фокусот ми е на романи за возрастни. Дали имаме книжевност се повеќе, а од друга страна се помалку се чита? Да, таа обратно пропорционалност е евидентна во нашата сфера. Значи имаме голема продукција и издавачка и секаква. Би рекла дека имаме и висок квалитет на книгите што ги продуцираме. Од друга страна проблемот со читањето останува и што е особено видливо од мој аспект, тоа се одразува на општото зборување на луѓето, се одразува во најмалите сегменти од секојдневието. Оти не можете да сокриете нечитање. Тоа се гледа во зборувањето, во обноската. Невоспитувањето, општо, необразованието и нечитањето се многу видливи категории и не се кријат. Зошто се изгуби таа навика да се чита? Дали дигитализацијата го направи своето? Јас не сум од оние возрастни автори кои што сметаат дека се стана погрешно и лошо со дигитализацијата. Не. Луѓето што читаат
што биле научени да читаат на различни начини, читаат и вака и така. Младите генерации подостапно и побрзо им е да читаат електронски, тие се дигитализирани, но никого не ослободува од тоа дека треба да се чита како било, во која било форма, меѓутоа како квантум дека треба да се чита. Погледнав едно интервју на вашиот колега, почитуваниот и професор Венко Андоновски, меѓу другото тој вели: најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга, затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. На Венко нема што да му се приговори, тоа е всушност диагноза во центар. Јас не би била толку строга како почитуваниот Венко Андоновски, ако наполно се согласувам со ова што го цитиравте. Сегам да кажам дека тиражите кај нас во Македонија се нешто што е многу комплексно. Не можеме да кажеме дека најдобрите книги се тие што најмногу се читаат и што имаат најголеми тиражи, но тој однос е многу сложен. Она што е важно во нашата културна средина е што наградите што ги добиваме дека придонесуваат за видливоста. И во тоа смисла сметам дека со поголем акцент ставање на објективноста, на доследноста, на вербата во наградите, можеме да направиме придвижување квалитетните книги и да се читаат. Не зборувам само од аспект на човек што ја добил роман на годината. Овој роман доби и 2 претходни награди пред роман на годината и овој роман Три Марии доживеа свое второ издание, веднаш после Рациновото признание која го доби. Рацинова, а потоа и Стале Попов. За истиот роман. За истиот роман, значи романот Три Марии доби 3 награди, тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Три Марии е таков каков што е, кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост би рекла. Значи наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. Помеѓу издаваштвото и пишаниот збор, колку денеска тежи зборот? Настојуваме да тежи, меѓутоа кантарите на луѓето се многу различни, така што се плашам дека луѓето што професионално се занимаваме со книжевност и како автори, како издавачи, дека многу малку или недоволно можеме да влијаеме на кантарот на другите луѓе. Господја Ќорвезировска, дали денеска недостасува критичката мисла, она мисла која бара напор, посветеност, ослободена од целта да слугува или да некому да служи? Па, стана практика, како флоскула некоја стана, дека немаме книжевна критика, затоа имаме толку врева во книжевност. Ова не е далеку од вистината, бидејќи со згаснувањето на печатените весници и форматот на новинските рецензии како редовни, се наруши ритамот на брзата критичка реакција. Постои книжевна критика, се разбира, меѓутоа таа стана академска, поретка, излегува во специјализирани списанија и навидум ни се чини дека не постои. Всушност тоа што не постои е брзата новинска критика. А брзата новинска критика ја нема, бидејќи едноставно во весниците веќе нема такви рубрики. На порталите и на приватните профили на социјални мрежи се појавува нешто што прилега на критика, но тоа некогаш е добро, а многу почесто е лошо, бидејќи секој веќе стана критичар за се, бидејќи полето за представување на сопствено мислење, колку е добро што е широко, толку е и ризично. Францускиот великан Алберт Ками напишал: човекот живее во апсурд, но е повикан да се бори против него. Зарем не живееме предадени и на пасивноста, инертноста? За жал, сите знаеме како би сакале да биде, а не мрдаме речиси воопшто, ниту со малиот прст нешто да промениме. Вака најкарикирано да кажам, сите сакаме некаква граѓанска свест да покажеме, меѓутоа на тастатура, не на улица. Ова пресликано во другите сфери на културата е исто. Зошто не има зафатена своевидна апатичност? Како да прифаќаме, да ја прифатиме на некој начин своевидната сервилност кај нас? Предпоставувам од трупање долгогодишно незадоволство. Предпоставувам. А и во хабитусот на нашите луѓе, на нашиот народ, сметам дека има еден конформизам, дека сакаат промени, ќе ги направи некој друг, не самите.
но и ова што претходно го кажав, трупање на долгогодишни незадоволства е нешто што сега го плаќаме долгот. Се обидувате нешто да смените, не бива. Се обидувате второ нешто да смените. Имам разбирање за луѓето. Не можеме секогаш да ги обвинуваме за се. Ако 10 пати не успеете во нешто, 11-тиот пат не се ни обидувате. Се препуштаме времето да не носи? Да, и очекуваме некој друг да направи нешто за нас. Тоа е многу опасно нешто. Проактивноста нема. Вербата во собствените ресурси. Еве во контекст на темава што зборуваме за литературата. Нели очекуваме наградите да ги добиеме ние лично. Ако ги добие некој друг, веднаш сметаме дека не се релевантни. Мислам дека нашиот проблем на сите е што не се радуваме за другиот. Кога ќе почнеме да се радуваме за успехот на другиот, бидејќи тоа го дава успехот на народот, на нацијата, мислам дека би било многу подобро. Бегаме да се соочиме самите со себе без да погледнеме наоколу и главниот преокупација да ни биде да погледнеме кај комшијата. Па тоа го има и во нашите поговорки, нели? Не случајно во македонскиот јазик има да му умре козата на комшијата. Поговорките се секогаш одраз и стереотипите во одраз на суштината, на вистината. Ние сме таков народ, но ајде да не критикуваме. Се придвижуваат многу работи. Во земјава може би одат бавно, меѓутоа има сериозни резултати. Македонија има одлични писатели од сите генерации. Значи и од младите кои што се насочени на друг тип читање, на повисока дигитална култура. Значи не може да кажеме дека се е лошо, само малку сме инертни. Имаме одлични писатели, одлични книги во сите жанрови. Атмосферата не е само еколошки затруена, туку јавната сцена е преполна со бучава. А очигледно, од друга страна, тишината е премногу гласна или како? Па треба да се наштимаме, не че ни да е премногу тивко, ниту да е премногу бучно. Кај нас е токму како што велите. Од една страна се повозрасните, или не мора да се повозрасни, порезигнирани, кои што молчат. Од друга страна се најгласните, дури прегласни, оние што можеби не го заслужуваат, не ги заслужуваат тие децибели. Мислам дека сме во процес на нивелирање на тоа, да се направи некој оптимален шум. Живееме ли во амбиент каде што вистината не се бара, дека стануваме емоционално рамнодушни? Вистина е една многу деликатна работа. Јас сум писател. Вистината е само една од можностите на текстот. Така што треба да се биде предпазлив со вистината, во која доза кој може да ја прими. Не велам да бегаме од неа, меѓутоа и пласирање на сува вистина и болна вистина директно во очи не мислам дека е некој прогрес за заедницата. Дали има една вистина или повеќе вистини? Повеќе се разбира. Вие во која верувате? Јас сум писател, ќе речам, нели? Јас верувам во вистината што ја создава литературата, а тоа не е вистинска вистина, туку книжевна вистина. Плаши ли еднината? Јас сум возрастна, не ме плаши иднината, само многу би длабоко посакувам и за моите деца и за младите луѓе да биде подобро, затоа што има еден факт што е многу поразувачки. Сметам дека во мојата младост работите поквалитетно живеевме во содржинска смисла отколку сегашните генерации. Тоа не е добро генерацијски. Дали тоа ви остава простор за сомнеш, дали воопшто има светлина во тунелот? Не сум песимист по природа, иако понекогаш сум плашлива кон каде одиме. Понекогаш сум плашлива, но еве оптимистички вака да завршиме. Не можеме да не веруваме во нешто поубаво, ти мора да веруваме за да обстоиме, нели? Каде се движиме? Во вистинска насока или? Не сум сигурна. Не сум сигурна во каде се движиме. Мислам дека се движиме одеднаш во повеќе насоки, а тоа значи дека не се движиме кон една конкретна насока. Турбулентен период и книжевно. Дезориентирани сме? Секако, малку да. И тоа се одразува, да се држам до сферата на својот интерес и компетенции, тоа се одразува и во културата, и во книжевноста, и секаде. Бидејќи одеднаш се движиме во 100 насоки. Не можете да стигнете до ниедна цел ако се движите во 100 насоки. Како правецот да ни е мултиплициран. Три мари. Колку време ја работевте оваа книга? Не ја пишував долго, иако долго ја мислев. Јас одамна се занимавам со
предходниците, оти верувам длабоко во континуитет на нештата, така што знаев дека сакам да напишам роман кој што ќе има врска со нашите вистински темели во книжевноста со предходниците. Не верувам дека ниедна генерација може сама по себе да направи нешто. Тоа е моја раскажувачка поетика. Одамна го мислам романот, го напишав релативно брзо. Излезе пред неполна година, минатата година во април. Физичкото пишување во констелацијата на мојата лична работа не е некаков репер. Долго ги мислам работите и седнувам да ги пишувам кога речиси се готови. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Оливера Ќорвезировска, писателка, издавач, овогодишна добитничка на наградата Роман на годината за 2025 од Фондацијата Славко Јаневски. Следет уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува професорката Слагјана Тасева, почесен претседател на Transparency International Македонија, потоа Весна Ѓоргиева, професорка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и Оливера Ќорвезировска, писателка и овогодишна добитничка на Роман на годината со книгата и романот Три мари. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме може да не читате на порталот trilling.mk. А сега останете со програмите на Телевизија 24. Репризното издание на магазинот е во недела во 19. Довидување.